Добре дојавте. Во светот на неограничени можности во дигиталната ера во која живееме и сајбер-криминалците стануваат се покреативни, па се зголемува и обемот и начините на кои се олеснуваат стотици и милиарди евра од лековерните и наивни интернет корисници. Да си кажеме за онлайн измамите, ова утро денеска со Божидар Спировски, специјалист за сајбер безбедност, и Љубомир Давидков, софтверски инженер. Добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдов. За Македонија можеби најкарактеристична и луѓето што ја запаметија е онаа измама со штедилницата Конти, виртуелната штедилница Конти, односно онаа пирамидална штедилница која на интернет собра многу пари, десетици милиони евра на македонските граѓани беа проневерени. Меѓутоа, кога станува збор глобално, веројатно најмногу се памети, односно највпечатлива и најинтересна беше онаа кога наводен Бред Пит измами една францускиња жена во средни години, која мислела дека е во емотивна врска со него неколку години, па му префрлила стотици илјади евра. 800 и нешто илјади евра. 800 и нешто илјади евра, за да се лекува наводно Бред Пит. Потоа жената беше многу разочарана, многу ја исмеваа во Франција, па си го смени идентитетот, мислам, бидејќи стануваше збор за богата жена. Што правиме ние во Македонија на овој план и каде сме? Среќа, ние не му одговараме на Бред Пит, веројатно немаме доволно пари за него. Каде сме ние? Како и секаде на интернет. Измамите не се специфично врзани за Македонија. И тоа е од една страна добро, од друга страна страшно, затоа што ние сме само капка во морето. Она што би сакал да го објаснам можеби за нашите гледачи како почеток, измамите се голем бизнис. Измамите не се јас добив една брилјантна идеја како индивидуа и сега ќе одам и ќе измамам 10 души. Тоа се огромни криминални банди, одлично организирани, со цели тимови, со цели контакт центри, со инфраструктура, техничка, софтверски инженери, цели системи. И тие со огромна димензија ги прават овие измами. Едноставно ги пуштаат на сите страни, само малку ги модифицираат, што денес е автоматизирано и многу лесно да се направи, да за французите има еден текст, за македонците има друг текст, за шпанците има трет текст, со локален контекст, сето тоа се прави многу лесно. Така да, ние сме подеднакво изложени како и сите други. Зошто тие интернет сајбер криминалци се секогаш или така се добива барем впечаток дека се на чекор пред вас специјалистите за сајбер безбедност? Се. Зошто? Затоа што е трка, како да кажам. Ние ќе смислиме една техника, криминалецот ќе смисли секој пат нешто понова техника. Одбраната и нападот секој пат се чекор еден пред друг, еден по еден. Она каде што ние имаме одбраната страната, не специфично ние потешкотија, е што ние треба да бидеме во право секогаш. Ние треба да ги убедиме сите граѓани да го направат правилниот чекор, да ја направат правилната одлука, да внимаваат, да бидат дисциплинирани и така натака. Измамникот треба еднаш да му успее за да добие одредено количество пари. Така да статистички гледано, ние треба да ги покриеме сите, што е скоро невозможно, а измамникот треба да ги погоди сите оние дупчиња што нема да ги покриеме, што не е повторно возможно и ќе биде успешно. Љубомир Давидков, софтверски инженер и соработник на IT МК, со оглед на тоа што следите овој дигитален свет, пишувате за IT, веројатно и вие може да посведочите за некоја интернет измама што вам ви оставила најголем впечаток, како ова ја што ја споделив со Бред Пит или ја спомнавме и дигиталната пирамидална штедилница, ќе зборуваме и за има ли некои други во меѓувреме што вам ви оставиле впечаток? Па во Македонија најчести онлайн измами се така наречените фишинг напади, кои што се случуваат можеби речиси секој месец, понекогаш и по неколку пати месечно. Сведоци сме дека оваа година и изминативе години имавме фишинг напади под маска на многу македонски институции, почнувајќи од владата, Македонска пошта, одредени банки, Фондот за здравствено осигурување и слично. Да се надоврзам на Божидар што кажа претходно, дека тие се доста сериозни тимови, технички подковани и организирани и дека тие напаѓаат во повеќе држави или повеќе региони истовремено. Јас лани мислам дека беше имав еден случај каде што имаше фишинг напад под маска на
мислам дека беше Македонската пошта. Нападот кој беше активен утрото, јас пишов текст, мислам дека беше попладнето, значи имаше неколку часа разлика. Во моментов на пишувањето на текстот, линкот на кој што беше нападот утрово, попладнено веќе беше текстот сменет со уругвајската пошта. Значи беше истиот шаблон, истата форма за внесување на податоци, само што јазикот беше сменет и беше сменет дизајнот, наместо на нашата пошта наликуваше на уругвајската. Така, спомнавте институции, јас ќе споменам само и познати физички лица, познати личности од разни бранши. Многу лекари, имиња на лекари беа злоупотребени во изминатиот период. Дел од нив тука доаѓа лично да демантираат дека нивниот кредибилитет е нарушен со тоа што на интернет се огласуваат, односно ги поставуваат сајбер криминалци во смисла дека тие рекламираат некој производ, одреден производ за кој тие воопшто не ни слушнале. Сега одат и понатаму, дури со вештачка интелигенција се креира глас на луѓе кои зборуваат, се чувствува дека е тоа измама, бидејќи зборуваат неповрзано, се користат само. Веројатно сте ги чули и виделе вие, речи си и да нема, да се отвори социјална мрежа во текот на еден ден, да нема обид за нешто така да се искрие. Зошто е тоа толку тешко за сајбер одделот при МВР да се санкционира веднаш, бидејќи лесно е се отвара интернет, на која и социјална мрежа да се отиде, по некоја таква платена, веројатно, или како се вика тоа... Реклама ќе стаса до одреден корисник и може да се случи измама. Зошто е толку тешко тоа да се санкционира веднаш? Ако ми дозволите, пред да се навратиме зошто е тешко да се санкционира, да им дадеме малку повеќе боја на нашите гледачи. Овие измами што ги спомнавте, сите почнуваат на социјалните мрежи, и почнуваат со реклама, односно го нарекуваат промовиран пост. Некаква објава која изгледа како некој да ја напишал, како корисник, многу е често на Facebook и на Instagram ова, како некој корисник да ја напишал, ама всушност пред посетителот, пред жртвата се појавува затоа што некој го платил како реклама да се појави пред него. Постот има многу шокантен наслов, најчесто нема да ви се верува или ова е најновата тајна или кликнете тука затоа што ова ќе биде многу важно за вас, некое драматично чудо е. Кликаат луѓе, се отвара страна, на страната има различна приказна во која се спомнуваат големи авторитети. Последниот јас што го обработив јавно беше премиерот Мицкоски. Го беа употребиле, неговиот лик, некои фотографии беа употребени. И беше една приказна во која што беа 2-3 приказни всушност варира, ако неколку пати ја освежите страната, ќе ви се смени приказната. Ама секој пат го имаше премиерот и имаше ќе се исплаќаат пари од УЈП на граѓаните или ќе се враќа нешто, таков беше насловот. Има една огромен текст за полнолетни граѓани беше. Кој што е многу чуден онака, ама на крајот се сведува леле вие треба да инвестирате во некаква платформа, во огромни наводници, во која што треба минимум да внесете 15.600 денари, карикирам, ама такви некакви бројки беа. Практично што сакаат да направат, направиле криминалците сајт на кој што треба човек да се излаже, да кликне таму, да му изгледа дека е платформа за тргување со криптовалути, да ги внесе тие своји пари и таму ќе го лажат, таму ќе му цртаат некои линии дека пари он тоа. Графикони лажни дека. Да, ама тие не постојат. И кога ќе проба да си ги земе парите, најнаш сајтот ќе исчезне и ќе отиде се по вода со се неговите пари. Ова е моделот. Моделот напреден кој што го спомнавте е со наместо фотографии кои се едитирани, докторирани и така натака, се прави веќе со видео, не само со аудио, со видео од вас, од мене, од било кој што има доволно видео инсерти на интернет можат да ги најдат и да ги употребат, буквално да изгенерираат да зборува што сака гласот и дури и устата веќе е направена да го следи новиот говор, да многу тешко се препознае дека некој не промовира нешто. Ви се случило, не знам дали вам ви се случило, познавам ваши колеги од новинарската бранша на кои им се колеги исто така беа злоупотребени. Новинари, политичари, економисти, се. Зошто е кои тешко? наводно бара да се инвестира на одредена платформа. Промовираат или да се инвестира или некои лекови нудат или нешто. Зошто е тешко да се санкционира? Затоа што досегот на нашата полиција, на нашите власти е до границата. Ние како власти овдека има досег во рамките на оваа држава. Овие криминалци не се тука.
Овие криминалци се некаде во светот, социјалната мрежа има досег безкрајен, буквално глобален, Да. и ќе не најде некаде со криминалци и сајтови кои што воопшто немаат врска со Македонија. Оној момент кога ние ќе кликнеме на тој линк, нас не носи на линк хостиран, не знам, во Кина, одбиен од Кореја, вратен во Америка, однесен во Јапонија, па вратен во Африка и така натака. Одлично Нема дадовте шанс. боја, како што рековте и самиот, објаснивте за што станува збор, меѓутоа кога станува збор за полициските акции, оние кои се координирани, велите до сега само до границите на нашата држава, нели познати е Интерпол, позната е и соработката помеѓу полициите ширум светот. Еве последна информација од пред неколку дена, европските полициски служби затворија лажна онлайн платформа за трговија која измамила стотици жртви низ целиот свет со вкупни загуби проценети на околу 3 милиони евра. Во координирана глобална операција во која учествуваа 5 држави, значи не е само една полиција на една држава, туку Германија, Кипар, Албанија, Велика Британија и Израел со поддршка од Европол и Евростат беше разбиена криминална мрежа, а на Кипар беше уапсен главниот осомничен. Измамниците им ветувале на луѓето брза и значителна заработка преку онлайн инвестиции. На почетокот жртвите биле убедувани да вложат мали износи, потоа растело и ова траело со години. Прашањето е зошто МВР во координирани акции со европски светски полиции не успеа да до сега барем не слушнавме за некои од овие злоупотребени лекарски имиња познати, па ете штедилницата што ја спомнавме минатата есен што беше Конти, да. За Конти верувам дека се прави сериозна истрага глобална. Инаку вашето прашање зошто не направиле, ценам дека нашата полиција направила. Но ние не го знаеме тоа, бидејќи тоа е предмет на истрага, така да ова прашање најдобро ќе може да го одговори полицаец или инспектор. Не, ова е генерално Ние не како би за можеле сајбер, стручњаците за сајбер безбедност се чини дека се секогаш во понеповолна ситуација, како што рековте вие, криминалците се секогаш чекор пред нив и многу тешко се откриваат и успешно се завршуваат вакви. Дозволете, спомнавте дека истрагата траела 3 години. Што е сигурно дека траела 3 години, можеби повеќе траела. Инцидентот, кражбата е нешто што е денеска многу актуелно, важно, видливо. Ке се случи. Од кога ќе се случи, почнува таа истрага. И таа трае. Во моментот кога ќе заврши, ние веќе сме заборавиле дека нешто се случи. А мене како професионалски ми рече, зашо не го направи на почетокот, а нешто направи по 3 години? Еве, едно глобално истражување покажува дека кражбата на идентитет, измамата, лажно купување преку интернет се најчестите форми на злоупотреби кога станува збор за интернетот. Измама 25% од случаите, измама во која жртвите се измамени да префрлаат пари со лажни ветувања за љубов, работа, ефтини станови и други лажни ветувања, кражба на идентитет, злонамерна употреба на туѓи лични или банкарски информации 22%, замки за претплата 19%, ги измамнуваат корисниците да потпишат долгорочни договори со скриени трошоци. И сега што прават, ова е интересен податок од истражувањето, што прават жртвите откако ќе сватат дека се измамени. Само 40% од нив пријавуваат во полиција, една третина ги менуваат, ги повлекуваат акаунтите, сметките, ги затвараат профилите на социјалните мрежи, односно ги менуваат деталите како што се најавиле на таа платформа. Зошто е тоа така? Ова е глобално истражување, не се однесува само на македонскиот менталитет. Веројатно во Македонија бројот на случаи за интернет измами, на пријавени случаи за интернет измами е и помал. Тука вредно е да се напомени уште една работа, а тоа е дека многу често во овие случаи после измамата следува уште една измама. Таков беше случајот и со пирамидалната шема Конти, во која што откако пропаднаа средства и откако беше јасно дека тие средства се пропаднати, дека тоа е измама, а не е како што се презентираше во јавноста, се појавија најразлични веб страни кои што се представува како некои си правни адвокатски тимови кои можат да ги вратат средствата. И тие, исто така и тие си измамници, бара да се плати, да речеме, одреден износ на парични средства. Конкретно се мислам, сеќавам, платете 100 евра, доколку сакате да ги повратите вашите изгубени пари од Конти. Ние сме специализирана адвокатска канцеларија која се бави со продолжува приказнава и после измамава следува уште една измама. И тоа е исто така чест случај во овој дел.
Така, Божидар, кој е најнов тренд кога станува за збор за измамите? Еве, во 2024 истражување пак што се однесува на Македонија покажува она што го спомна Љубомир, фишинг измами преку електронска пошта и SMS пораки, најчест вид. Потоа измами со лажни веб продавници, значи фейк, нешто ќе се купи, производот никогаш нема да стаса до испорачаната адреса. Потоа бизнис со e-пошта, компромис, ова не знам како го крстуваат, меѓутоа станува збор за злоупотреба на доверливи податоци, наводни партнерства склучени. Потоа измами со криптовалути, нешто слично на ова со конти. И веројатно последниот вид на измама кој е нотиран во Македонија за 2024, односно измами со техничка поддршка, измами со апликации и софтвер и измами на социјални мрежи. Има ли нешто ново, нов тренд што се уште не стасал во Македонија, а во светот веќе паѓаат нови жртви на сајбер криминалот? Бидејќи се тие покреативни и покреативни. Нов тренд не. Она што го пропуштив во таа статистика е имате пари да си земете. Тоа е една работа која би сакал да ја споменам. Сега се јавуваат на телефон. Звонат на телефон. Со вештачка интелигенција кој се преведуваат во живо од било кој јазик на било кој јазик и се представуваат како банка, институција, странска банка некој и велат од идентификуван непознат број или воопшто не идентификуван број? Од идентификуван непознат број кој што е лажиран. Ако пробате се јавите, ќе добиете кој знае што или нема ништо да добиете. И бројот е лажиран, значи. Може би да не води до некој повикувачки број на некоја одредена држава, меѓутоа да не доаѓа од таму. Може македонски да биде. Може да лажираат буквално се. Ќе се јават и ќе ви убедуваат дека имате сметка, дека Вујко во Америка, карикирам, пред X години ви оставил пари. Таков мејл сум добил јас. Не, на телефон. Добро, јас сум добил порака на имејл. Пострашно е на телефон, многу се упорни. А дури ако им спуштите слушалка, се јавуваат повторно. Многу се упорни. Сакаат да ве убедат. Дрски и агресивни Дрски не, агресивни и упорни. Се убедуваат да ве убедат дека вие имате пари и дека треба некоја провизија да платите, нормално, за да си ги извадите парите. Луѓе, во зависност од тоа колку се очајни, има луѓе кои се навистина очајни, ако им требаат пари, ќе речат па ова може би е вистина. Значи ако зборуваме за првото правило, значи никој не може со сигурност да знае, ама ајде може би е точно. Одма да кажам за сите гледачи, никој на интернет не сака да ви даде пари. Никој, никаде. Да ви земе пари, да ви даде пари, не. Правило. А уште една работа која се случува, која не ја спомнавте, интересен тренд е огласниците наши. Пазар 3, реклама 5 и не знам кои се другите. Луѓе објавуваат продажба на возила, продажба на имот и така натака. Луѓе им пишуваат идентитети кои велат јас сум од последно ми го пријави од Сирија. Јас сум од Сирија, доктор, сакам да го купам твојот имот. Одговараат луѓето и следниот разговор е јас сум од Сирија, имам имот, тука не се живее веќе, ама јас имам собрано $5 милиони и ти ми требаш овие $5 милиони да ги извадиме, јас ќе ти пратам пратка некаде и тука почна онаа приказна за ти треба да платиш за провизии. Повторно се сведува плати провизии за нешто да се случи. Луѓе нормално ќе си речат ајде може би ќе биде нешто. Нема такво нешто, да не се лажеме. Тоа е само напредна верзија на она што порано беше нигерискиот принц ви пишува дека има многу пари и сака вам да ви ги остави. Добро, но како ги таргетираат жртвите? Дали е тоа случаен избор? Или тоа е работа на претходно истражување, подготовка, па специјално се бараат, се ловат луѓе кои се во полоша материјална состојба, кои можеби ќе се налепат и нафатат на измамата. Како оди тоа од другата страна на лаптопот, на лаптопот, во главата на сајбер криминалци? Три техники различни. Ако зборуваме за социјални медиуми, дефинира таргет група по одредена демографија. Возраст, мажи, жени, пол, значи возраст, пол, образование, претежна локација и статистички ќе стасаат до одредена група на луѓе кои што можеби се доволно очајни или доволно лековерни или доволно зафатени да кликнат на нештото. Најчесто одат кон повозрастни луѓе, пензионери, една таргет група, друга таргет група може да бидат помлади, со недоволно средства и така натака. Варираат, ама на социјална мрежа со тие реклами, самата социјална мрежа која ќе направите реклама, ви даваат буквално да изберете демографијата на кого праќате.
и после автомат. Тоа е едната опција. Втората опција е ова со огласниците, буквално го таргетираат специфично тој што го дал огласот. Тој чека пари. Лесно е него да го манипулираш. И третата опција, тоа што го спомнавте, BEC се вика бизнес компромис, тип на измама, тогаш веќе ги проучуваат. Таа измама е кон компании насочена и се праќа најчесто лажна фактура. Платете оваа фактура и тоа се праќа имперсонирајќи го директорот или некој внатре во компанијата. Ова значи дека се проучува компанијата. На LinkedIn, каде и да е нивниот профил, се гледа кој е човекот кој што ги носи одлуките, кој е и така натака, и после се праќа плати оваа фактура или јави ми се на некаков лажен број, на некаков WhatsApp број, имперсонирајќи го тој човек, ако доволно ви се брза во доволно компанија која што тоа не се внимава, буквално некој може да плати фактура. Многу често се случува во Хрватска, сега имаше апсења пред неколку месеци, 3 компании биле излажани за цирка 250.000 евра вкупно од банда локална која што им пратил фактури. И ги плати. Добра, оние луѓе кои добиваат телефонски повици, како доаѓаат до телефонските повици? Велите сега како стасуваат до телефонските броеви? Да. Сами сме си криви. Каде ги оставаат луѓето личните податоци, телефонски број? Секаде ги оставаме. На безброј платформи на интернет, ако некој се размисли во последните 10 години, на колку места сте оставиле име, презиме и телефонски број за секаква можна причина, колку и да била тривијална. Нешто ви било интересно. Тие сајтови, тие платформи не се бескрајно безбедни. Тие платформи биле безброј пати хакирани. Сега постојат цели бази, огромни бази, кои дневно се зголемуваат, може Љубомир ги гледал на Телеграм, ги има Телеграм, една од платформите кај што вакви криминали многу често се разменуваат, има огромни листи на контакт информации кои што можете да ги купите за многу ефтини пари, за $2-30, таква листа може да добиете, со имиња, презимиња, телефонски броеви и така натака, на вистински луѓе во Македонија. И после само работа. Со оглед на тоа што темава е многу обемна и интересна, меѓутоа времето ни се скусува, уште 4 минути остануваат. Љубомир, за крај, бидејќи си соработник на IT.mk, секојдневно пишуваш на оваа тема. Имаш ли впечаток дека обемот на криминал повеќе е застапен сега во виртуелниот свет, во дигиталниот свет, отколку во реалниот живот? Или барем во иста мера? Стаса, бидејќи можеш да посведочиш дека секојдневно се објавуваат информации за различни видови на сајберкриминал. Да, и сега дали криминалот е поприсутен во дигиталниот свет или во реалниот, немам некои информации колка е таа статистика во реалниот свет, но ono што можам да го кажам за во дигиталниот свет е дека и натаму е застапен. Уште една работа, мислам, која што заборавивме да ја напоменеме, е тоа што вештачката интелигенција сега навлегува во речиси секоја индустрија и таа е една моќна наука која што доколку ја искористиме на правилен начин може да добиеме некои резултати, односно да ја искористиме позитивно, но од друга страна истата таа наука ако ја употребиме за измама, за некој онлайн криминал или слично, исто така таа исто толку моќна, колку што е моќна за позитивна промена во општеството, исто толку е моќна и за негативна промена. Сега дали е тоа по-добро или по-лошо е во зависност од тоа како ние ќе ја употребиме. Одредени луѓе ја користат за една намена, додека други луѓе ја користат за Да, меѓутоа како да бидеме комотни во оваа дигитална ера и да бидеме комотни при електронската трговија кога е во пораст и кога светот оди натаму. Тоа е единствен правец за сега. Во ситуација кога експертите за сајбер безбедност и полицијата се секогаш чекор зад сајбер криминалците, бидејќи таа трка е веројатно и природна, како ние да бидеме комотни во дигиталниот свет, а при тоа да не бидеме измамени? Прво да кажам дека не треба да бидеме комотни. Не треба да тргуваме преку интернет? Не треба да бидеме комотни, треба да бидеме внимателни. Апсолутно како треба. Да знаеме која продавница е вистинска, која не? Еве прво прашање. Тоа е скоро невозможно денеска да се значи да се декларира. Секој онлайн купување е одреден ризик. Секој онлайн купување е одреден ризик. Она што можам да го препорачам, ако одите на продавница, не кликајте од линкови од социјални мрежи и имейл пораки. Одете директно, отворете Google, најдете ја продавницата, како се вика, банка, сајт кој да е, отидете директно таму, направете ја трансакцијата. Многу чест начин да ве излажат, најчесто 99%,
се линковите што се пикнати во тие социјални реклами и во мејловите што ги добивате во фишинг и во оние SMS пораки имате пратка. Не кликајте на тој линк. Тоа е лажниот линк. Отидете на вистинскиот сајт на Македонска пошта и проверете. Отидете на вистинскиот сајт на банка и проверете. Тоа е правилниот начин. Помалку комотно, потешко од кликање на линк, побезбедно, драматично побезбедно. Тоа е првата препорака што можем да ја дадам. А конечната препорака за поголема безбедност во интернет просторот? Конечно Она што го нема. рековте веројатно досега дека на интернет луѓе само сакаат да ви земат пари, не да ви Значи, дадат. никој не сака да ви даде пари, апсолутно. Бидете малку помалку комфорни. Одете по пешки, не толку автоматизирано, секаде имајте различни лозинки и секаде имате мултифактор автентикација. И користете картичка исклучиво за интернет. Некаде што ви е трансакцијската сметка, па и кој ќе ви ја украдат таа картичка, таа да има мала штета. Тоа е тоа. Кога ќе се случи измама да пријават во полиција? Апсолутно. Или да И во ги банка. затворат само И двете работи. Добро е да ја пријават во полиција, дали полицијата ќе може нешто да направи или не, веројатно веднаш не, на крајот на денот. Меѓутоа, прво да, ако да. се пријави полиција, ако се затвори профилот претходно, се губи трагата и за полицијата да истражува нешто. Веројатно треба прво да пријават во полиција, па потоа да го изгасат профилот. Или? Нема да го изгасат профилот, треба да ги блокираат сметките. Треба да блокираат својата банкарска сметка, односно картичката ако е таа истечена, да ја ресетираат лозинката, не може да го блокираат профилот на таквите системи. Не, собствениот профил, мислев, на социјалните мрежи, ако... Нема потреба. Ако измамата стасала таму. Ресетираат лозинка е сосема доволно. И тогаш се уште имаат пристап. Пријавувањето на полиција е подоцна. Јас би предложил прво да ресетираат лозинки, блокираат картички и после да пријават до полиција, бидејќи пријавувањето во полиција сепак трае. Сте биле вие лично жртва на идол? Неуспешно до сега. Не успеале да ви Не измамат? успеале. А вие, Љубомир? Па исто така не Се успеа. обиделе, но не успеале. Ово цело време. Секојдневно се обидуваат и како за крај порака до гледачите. Може би како и за секоја друга работа и во овој дел во делот на онлайн измами, најдобрата заштита е подобра информираност и следење на се она што е ново и се она што излегува. Дигитална писменост. Дигитална писменост. Љубомир Божидар, ви благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме денеска. Благодарам. Благодарам.